Добро дојдовте на Слободен печат, започнуваме со поинакви вести. Денеска е тој ден, за некого среќен, а според други кобен за Македонија. Се потсетуваме кога на 17 јуни во 2018 година, пред точно 7 години, во малото село Нивици, на брегот на Преспанското езеро од грчка страна, Скопје и Атина го потпишаа договорот од Преспа, со кој се затвори долгогодишниот спор меѓу двете земји. Македонија го смени името во Република Северна Македонија. Грција призна македонски јазик и македонска националност. Земјата стана членка на НАТО, а се интензивираше и билатералната соработка со Грција. Да се потсетиме во чие друштво се одвиваше овој свечен чин. Договорот го потпишаа тогашните министри за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, а во присуство на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас. Посредникот во преговорите Метју Нимец, поранешниот еврокомесар за проширување Јоханес Хан, поранешната висока представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и други високи меѓународни представници, како и представници на двете земји. 7 години потоа, и покрај промената на власта и во двете земји, можеме да констатираме дека билатералните односи се на солидно ниво и покрај тоа што актуелните премиери на двете земји, Кристијан Мицкоски и Киријакос Мицотакис, засега немаат одржана билатерална средба, а идентична е ситуацијата и на претседателското ниво. Но се поставува прашањето, дали условите од договорот во Преспа се комплетно исполнети од двете страни. Никогаш не сме ставиле вето. Бугарија не блокира. Замислете, ова го рече бугарскиот претседател Румен Радев пред нашата претседателка Гордана Силјановска-Давкова. Тој нагласи дека Бугарија не поставува блокади, туку само повикува на спроведување на веќе постигнати договори. Силјановска-Давкова му возрати дека Скопје не добива доволна поддршка од соседите, на што Радев одговори дека проблемите се внатрешни и поврзани со владење на правото. На точно 3 месеци од трагедијата во дискотеката Пулс. Вчера, екипата на Слободен печат беше во посета на Кочани. Се чини дека центарот на градот полека заживува, забележуваат нашите репортери. Луѓето во градот, што секогаш ќе биде обележан од ужасниот настан, кој однесе 62 млади животи, ги исполнија градските улици. Животот не е ист, но продолжува, чекор по чекор, со повеќе свест и солидарност од кога било. Во Домот на културата во Кочани вчера вечер започна 3-дневниот настан под мотото Кочани град на отпорноста и солидарноста, кој од 16 до 18 јуни носи важна порака дека трагедиите не познаваат граници, но сочувството и заедништвото можат да изградат мостови што траат. Во градот пристигна 7-члена делегација од Гетборг, Шведска, составена од социјални работници, пожарникари и преживеани од пожарот во дискотеката што се случи во 1998 година, во која загинаа 63 млади луѓе. Иако нивната приказна се случила пред 27 години и илјадници километри подалеку, болката и загубата носат ист јазик, ист отпечаток. Настанот започна со лични сведоштва на гостите од Шведска, кои раскажаа за првите моменти од трагедијата, за реакциите на службите и општеството и за долгиот пат на заздравување што следел. Дополнително на настанот сведочеа и луѓе од Кочани, млади и возрастни кои лично ја почувствуваа трагедијата. Нивните зборови беа полни со емоции, сочувство и болка, но и со порив за заздравување. Темата е на Агнеса Чаволи. Не може Висар да уништи толку документи колку што јас имам докази, вели градоначалничката Даниела Арсовска. Арсовска објави фотографии од документите кои ги испратила до основното јавно обвинителство, а со кои според неа се докажува криминалот на градоначалникот на Чаир Висар Ганију. Ахмети ќе го гасне огнот меѓу села и таравари. Партнерите од Европскиот фронт, Али Ахмети и Зијадин Села, денеска во Мала Речица ќе ги договараат општините во кои лидерот на дел од Алијанса за албанците ќе истрча со кандидати за градоначалници за локалните избори. Ахмети ќе треба да балансира меѓу лидерите на двете крила на Алијанса за албанците, Села и Арбен Таравари, но и да ги задоволи со партиците од ДУИ при поделбата на кандидатурите,
ако сака опозицијски да и се спротистават на владеачката вреди на изборите на есен. Прочитајте повеќе од Мариела Трајковска. Вице-премиерот Изет Меджити изјави дека вреди се уште нема утврдени кандидатури за престојните локални избори, бидејќи процесот на истражување на јавно мислење е во тек, вели вице-премиерот Меджити. Веќе е искристализирано. Во албанскиот кампус има два блока, вреди и дуи, така што македонските албанци на локалните избори ќе се надпреваруваме како две политички опции, рече тој. Над 96% од увозните производи ни доаѓаат со камиони. Можно ли е верижно поскапување на храната? Секоја драстична промена на цената на нафтените деривати негативно ќе влијае врз цената на превозот, а тоа ќе повлече нови зголемувања на производите од увоз во земјава. Цените на нафтата скокнаа на повеќе од 12% минатата недела на глобалните пазари, достигнувајќи ги највисоките нивоа од крајот на јануари, бидејќи трговците стравуваат од прекин во снабдувањето на Блискиот Исток по нападот на Израел врз Иран. Председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски предупреди дека војната меѓу Израел и Иран ќе има влијание врз цената на нафтата и во Македонија, оградувајќи се дека не очекува влијание на цените на останатите производи. Тој изрази надеж дека по пикот цените ќе се стабилизираат, посочувајќи го примерот со војната во Украина, кога цената на дизелот достигна $110 по барел. Во меѓувреме горивата поскапеа за 1,50 денари. Прочитајте повеќе од Сонја Кериџиевска. Не очекува дестабилизација на атмосферата. Подгответе се за грмотевици, врнежи и невреме. Поради продор на поладен воздух од северна висина, од денеска во нашата република ќе дојде до постепена дестабилизација на атмосферата. Во ваква ситуација ќе имаме повеќе облачност, особено во попладневните и во раните вечерни часови. Поради загреаната атмосфера исполната со енергија, локално процесите ќе бидат застапени во форма на невреме со појава на град, електрични празнења и силен ветер. И во делови од Скопскиот регион ќе има појава на нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Што се однесува до температурите, тие нема многу да се менуваат, односно тие ќе се искачуваат во интервалот од 27 до 35 степени. Итно евакуирајте го Техеран, вели Доналд Трамп. Американскиот председател го напушта самитот на Г7 во Канада порано, за да се врати во Вашингтон поради ситуацијата на Блискиот Исток. Иран требаше да го потпише договорот кој им го кажав да го потпишат. Каков срам и трошење на човечки животи. Едноставно кажано, Иран не може да има нуклеарно оружје. Јас го повторував ова. Итно треба да го евакуирате Техеран, напиша Трамп на неговата социјална мрежа. Израел и Иран меѓусебно се напаѓаат пети ден поред. Израелската војска објави дека Иран и утрово лансирал проектили кон Израел, при што имало експлозии и во Тел Авив и во Ерусалим. Израелската армија тврди дека го убила новопоставениот началник на генерал штабот на иранските вооружени сили. А израелските одбранбени сили уништија 1/3 од иранските лансери за балистички ракети и успеа да попречат големи делови од плановите на Иран за напад врз Израел, известуваат од таму. Израел ја нападна иранската државна телевизија додека се емитуваше програма во живо. Мегафон на пропаганда и поттикнување. Вака израелскиот министер за одбрана Израел Кац претходно ја најави иранската државна телевизија. На социјалната мрежа X се појави видео од моментот на нападот на иранската телевизија додека се емитува програма во живо. По неколку минутен прекин, повторно почна да се емитува програма, а на екраните има и порака дека сите програми продолжуваат во живо без прекини, како и дека Израел во брутален напад гаѓал една од зградите на иранската државна телевизија. За сега нема информации за евентуални жртви. Украинскиот председател Володомир Зеленски се очекува како гостин на самитот на Г7. Тој се надеваше дека таму ќе се сретне со Трамп приватно. Сепак американскиот председател во моментот е повеќе фокусиран на војната меѓу Израел и Иран, отколку на војната на Русија против Украина, забележува ДПА. Инаку, најмалку 14 лица, меѓу кои американец, се убиени во руски напади врз Киев во текот на ноќта.
Нов гаф на политичката сцена. Зеленски ја заборави сопругата. По пристигнувањето во Виена, председателот на Украина Володомир Зеленски, на чудење на австрискиот печат, ја заборави сопругата Олена. Двојката Зеленски пристигнаа во посета на Австрија за да договорат дополнителна помош за Украина. Поворка возила со полициска придружба ја донесе украинската делегација во замокот Хофбург, додека председателот Александар Ван дер Белен и неговата сопруга чекаа под чадор. Зеленски излезе од БМВ-то и веднаш се упати кон домакините, без да ја чека Олена да го заобиколи автомобилот и да му се придружи, како што налага вообичаено протоколот. Домакините се правеа дека ништо не се случило, а Зеленски на социјалните мрежи сподели видео од свечениот пречак во кое гафот беше изоставен, но не и од медиумите. Зеленски ја остави сопругата да стои на дождот, го наслови својот текст еден од австриските весници. А за крај една вест што релаксира. Високите температури во изминатите неколку недели ги натираа скопјани се почесто да ги користат електричните тротинети како превозно средство, за да го избегнат топлотниот бран и градскиот метеж. Погледнете ги фотографиите низ камерата на Слободен печат и нашиот фоторепортер Слободан Ѓурики. Тоа е всушност крионевролиза, која што сега, мислам, скоро почна да се прави во вашата болница. Да, ние скоро почнавме, има неколку случаи сработено, имаме позитивни резултати, значи тоа е нешто што е не е толку ново, меѓутоа сега добива многу, станува актуелно во европски и светски рамки и се повеќе се користи за третман на пациенти со хронична болка, а всушност представува оштетување, транзиторно оштетување на нервот со користење на многу ладни температури. Да се користи периоперативно, да речеме, значи во периодот пред и после од интервенцијата, а може да се користи и независно од оперативната или било која интервенција во третман на хронична болка. И почетоците кога започна да се користи крионевролизата е во третман на оваа периоперативна болка, значи во третман, дури и значи во тек на самата оперативна интервенција, нервот се визуализира, хирургот го практично визуализира и директно се аплицира многу ладна температура. Дали мислите дека може да купите среќа со пари? А не. Парите се фактор за екзистенција, а среќата е универзална констелација која луѓето ги прави среќни и среќно да живеат живот, подолго живеат. А тие што се, да речам така, сребролюбци, нема долг живот, мора ви кажам. Никад. Зошто? Затоа што тие имаат најмногу пари, највише се убиваат и самоубиваат. Према томе тоа е емпириски докажано и само се лажат тие што немат пари, мислат или немат среќа, мислат дека едно со друго ќе поврзат. Нема, среќата е во главата, а пари у глава не може да влезат. Што викаше татко ми, Бог да го прости, капа можем да ти купам, ама тоа под капата тешко. No, I don't think so. Why? Because of some things are priceless, so you cannot buy them with the money. Or when you see someone in the morning, if he or she is smiling to you and saying to you good morning, and that gives you happiness and no money. Oh, no, not real happiness. Comes from the heart, I think, not from money. It makes life easier, but happiness is not. You cannot put a euro sign on it. No, definitely not. No. Никако. Зошто? Никако не може. Па нема да бидеш среќен. Не доаѓа среќата така. Со пари не се купува. Ни случајно. Зошто? Зошто? Знаете, може сум ја од онаа генерација кога љубовта ни беше се и така сум во брак со човек со кој учевме заедно и до ден денес мислам среќата се гледа, ми се чини, знаете, значи, а се создававме со овие две раце, негови мои и со помош на родителите нормално, меѓутоа така со пари да купиш нешто денеска се купуваме со пари, тоа воопшто и не ми се допаѓа. Многу ми е мило што израснам два сина, сега се возрастни, што и они работат и со работата ја среќата си остваруваат, да речам, со она сработеното
на оствареното што сами го спечалиле, да речам, го направиле и така. Тоа ми е многу мило. Тоа е воспитување, веројатно така сум ги воспитала, не знам. Зошто така, со плата, со ова, немало нешто да падне од озгоре и така. Затоа така мислам. Не. Зошто? Дефинитивно не, затоа што парите се само средство за добар живот, ама не за среќа. Среќа се пара, ама не. Не. Зашто? Затоа што сматрам да е среќа ово, видети ово, паре као паре доđu и проđu. Мислам, нисам уопште за... Мислим, треба их имати, без njih не можемо да живимо, али нисам некој кој сматра да... И мислим да тоа е исправно, мислим да новац. Новац може све да купи, али здравле не може. Ви благодарам што погледнавте уште едни поинакви вести. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.